Почитувана јавност, пратеничката група на ВМРО-ДПМН, како што обзнани, поднесе предлог закон за изменување на Законот за влада на Република Македонија по скратена постапка. Ова законско решение е објаснето пред јавноста веќе подолг временски период и јас очекував дека ќе добиеме подршка по основ на него и од другите пратенички групи, затоа што и на координација, а вака и со јавноста при комуникациите елабориравме за што се работи. Имено се работи за Законот на влада на Република Македонија, кој што содржи одредби кои што се однесуваат на организацијата и начинот на работата на владата на Република Македонија. Со овој предлог се предвидува бришење на одредбите за начинот на избор на владата на Република Македонија, кои што првично беа донесени во функција на организирање на предвремените парламентарни избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои што се одржаа во 2016 година, а истите предвидуваат 100 дена пред одржувањето на избори за пратеници на Собранието да се избере нова, така наречена преодна влада за спроведување на избори за пратеници или позната во народот пржинска влада. Предлог на законот не предизвикува фискални импликации и не предизвикува материјални обврски за одредени субјекти. Ова законско решение го поднесуваме од причина што истото е дебатирано на една од последните средби на најголемите политички партии. Знаеме дека законот е донесен консензуално и сметаме дека согласно она што е зборувано, истиот би требало да се повлече како би можело во државата да се врати начинот на Законот за влада и функционирањето на влада во предизборен и изборен, па и постизборен период, со една причина, затоа што нефункционалноста на ова законско решение имавме можности да го видиме во неколку наврати. Очекувавме дека ова законско решение ќе се најде на 26.1. на пленарна седница, бидејќи беше поднесено на 24. Очигледно изгубивме одредено време за истото да го разговараме на претходната пленарна седница, меѓутоа како и да е, сега законско решение е пред нас. Очекувам поддршка на ова законско решение за бришење на овие одредби, а истите можеме да ги дискутираме и во текот на постапката за негово донесување. Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно членот 170 од Деловникот за работа на Собранието, предлагам овој закон да се донесе по скратена постапка. Благодарам.